Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 24 од Сестрце. Со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска ќе зборуваме за тема за која што претходно на никој начин имаме говорено, меѓутоа денеска повеќе ќе се осврнеме на општото за тоа што е диабет и колку всушност е диабетот поврзан со очните заболувања. Токму затоа и денеска нарековме темата диабет и очи. Со мене во студиото секако е доктор Виолета Бучковска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата и за континуитетот во нашата соработка. Така, баш ми е драго што сте денеска тука, што ќе можеме да говориме на оваа тема секогаш нели за доброто на гледачите и за доброто на граѓаните и да се информираат малку повеќе за она дали е поврзан диабетот со очите и кои се всушност симптомите и како може да се лекува. Кажете ми, дали диабетот како метаболно заболување влијае негативно врз очите? Значи, диабетот е метаболно заболување кое што е последица на намалено лачење на инсулинот или недоволна ефикасност на ендогениот инсулин и во склоп на тоа предизвикува многу воспалителни, трофички и дегенеративни промени и точно заради тоа самиот представува микроангиопатија, односно ги зафаќа малите крвни садови, така што делува генерално комплетно на целиот организам, а особено и на очите заради тоа што тие сами по себе се точно во нив има таква циркулација со мали крвни садови кои што не комуницираат едни со други, немаат колатерална можност за надокнада на недостатокот на кислород и други продукти кои што се потребни за метаболизам, така што диабетот за жал дава големи последици врз очите кои што во почетокот можат да се манифестираат како едно намалување на видот, кое што понатаму може да прогредира и да доведе дури и до слепило на очите. Така. Ние често пати кога сме зборувале за диабет, за диабетична ретинопатија, често пати велат дека дури преку очите се открива дека лицето има диабет. Па дали се чувствува некоја друга промена на надворешниот изглед на очите, на капаците и на околината на очите? Значи, сосема е точно тоа дека одреден процент на пациенти кај одреден процент се открива диабетот точно преку наодот на очното дно. Ние сите знаеме дека диабетот не е болест која што е придружена со болка или со некаков друг алармантен симптом и се додека не дојде до некое пореметување во видната функција, дури може и на случаен преглед и да нема пореметување на видната функција ако не е зафатен централниот дел од окото, значи при еден случаен преглед офталмолошки да се открие дека на очното дно се појавиле промени и потоа од офталмологот да биде упатен пациентот на контрола на шеќерот и на тој начин да се открие гликемијата. Меѓутоа, исто така може да се појават одредени промени и на надворешниот сегмент на очите, односно и на помошниот очен апарат. Значи, во секојдневната пракса, кога имаме една почеста појава на така наречени во народот познати јачменчиња, ако тие повторно се појавуваат повеќе пати, ние обавезно им сугерираме на пациентите да си го проконтролираат диабетот. Потоа некогаш може да се јави воспаление на ткивото во кое што е сместено самото очно јаболко, така наречен целулит, кај диабетичари кој што може да оди многу бурно, со една многу драматична клиничка слика, кое што дава знак дека постои веќе една голема енергија, значи една многу големо намалување во одбранбените механизми на воопшто на организмот, кои што после тоа многу често може да завршат и со губење на животот ако постои таква енергија. Значи исто така може да биде придружена како појава со диабетот. Пардон, се извинувам. Потоа на самите конјуктиви кај диабетичарите, односно тоа е значи оној најповршниот дел на окото кој што го покрива, значи надворешната површина на очите и внатрешната површина на капаците. Кај диабетичарите може да имаме две диаметрални состојби. Од една страна, кога постои значи недостаток на циркулација, значи комплетно нарушување на циркулацијата, кое што ние го нарекуваме исхемија, значи едно бледило, едно непостоење на крвни садови, на белките,
Макроскопски тоа така се гледа, значи кога гледа човек со голо око, значи како едно изразено бледило на белките, односно непостоење на крвни садови. Од друга страна пак може да биде кај одредени случаи придружено со едно проширување на конјуктивалните крвни садови, значи на крвните садови кои што се гледаат на белката на очите, заради натрупување на еритроцитите кои што кај диабетичарите имаат пореметена структура и морфологија. Така што дури и солзите во очите, кога постои диабет и кога е многу високо ниво на шеќерот, имаат зголемено количество на шеќер во самиот состав на солзите, така што многу често диабетичарите знаат да се пожалат на печење на очите, солзење поизразено во однос на другите луѓе. Тоа се значи све придружни симптоми кои што не би требало да бидат занемарени доколку се јават кај пациентите. Така да се обратат што побрзо на лекар. Се разбира. Да. Така, тука ќе направиме на кратка пауза да го погледнеме првото видео од Систина офталмологија, потоа се враќаме назад во студиото. Така, повторно сме назад во студиото, каде разговараме на тема диабетес и очи, а со мене во студиото е доктор Виолета Бучковска, специјалист офталмолог од Систина офталмологија. Кажете ми, докторке, еве спомнавме дали постојат некои надворешни симптоми кои што може да се приметат, меѓутоа кои се останатите симптоми кои што алармираат дека станува збор за диабет? Така. Јас би продолжила во контекст на како што почнавме од предниот сегмент па кон задниот сегмент на очите. Значи би го задржала тој концепт. Значи исто така кај диабетичарите многу често доаѓа до зголемена осетливост, односно надразливост на самата рожница. Како резултат на ајде да речам невропатски состојби на тригеминалниот нерв, кој што учествува во инервацијата на самата рожница, многу често можат да се појават тие така наречени трофични промени, значи намалена е сензитивноста, осетливоста на рожницата, доаѓа до нејзино микрооштетување, така што може да дојде до мало намалување на видот, повторно пак ќе речам до поизразено солзење заради таа надразливост и така натаму, но исто така заради тоа што кога е зголемено нивото на шеќер, доаѓа до таложење на гликогенот во одредени ткива, може да дојде до таложење на гликогенот и во самата шареница.
Шареницата, ние сите знаеме, тоа е оној дел од окото кој што го дава бојата на окото. Меѓутоа, таа, освен што нели има естетски момент, уште повеќе има една функција, односно служи како една бленда за пропуштање на светлината во окото. Сега, тој гликоген ќе направи едни вакуолни, тоа се како едни цистични промени во самата шареница, при кое што ќе дојде до одлепување на пигментот од рожницата и неговото ложење во останатите делови на окото, на предната капсула на леќата, во аголот од каде што истекува очната водичка и индиректно, значи може да го зголеми очниот притисок со наталожување на тој пигмент во околината, во иридокорналниот агол. Така што значи и зачестеноста на глаукомот кај диабетичарите е поголема. Исто така, овие промени на рожницата ќе доведат и до една потесна зеница значи кога болеста подолго трае. Понатаму може да дојде до заматување на леќата во окото. Кај диабетичарите, значи е многу почесто заматувањето на леќата и е многу често тоа во корелација со годините на траење на диабетот, меѓутоа и со типот на диабетот, дали е инсулинозависен или инсулинонезависен, значи и меѓутоа исто така и кај младите диабетичари, значи многу е поголема зачестеноста на појава на катаракта во однос на останатата популација. Понатаму тоа може да биде доведува значи до една компромитирана, така да кажам, состојба кога треба да се направи интервенција на операција на катарактата. Секогаш, значи, катарактите кај диабетичарите се малку потешки и покомплицирани во однос на оние кај луѓето кои што немаат таква болест. Така. Кажете ми, пред малку споменавте дека се случува почесто солзење и печење на очите кај диабетичарите. Зашто се случува тоа? Значи, солзењето и печењето се случува точно заради таа намалена осетливост на рожницата, намалено трепкање, сушење на епителот, значи на тој површниот слој на рожницата, негово отпаѓање, значи и сето тоа доведува значи до точно до тие сензации. Исто така, значи кога солзите имаат еден избалансиран состав во нормална состојба, значи спомнав кај диабетот тој се нарушува тој избалансиран состав и сето тоа значи влијае на состојбата на предниот очен сегмент и симптомите што тоа произлегуваат. Исто така, сакам да кажам дека диабетот во зависност од нивото дневно и моментално може да ни дава и транзиторни промени, значи во текот на денот, да понекогаш пациентите гледаат подобро, некогаш гледаат полошо. Значи една хипергликемија, значи една состојба на зголемено ниво на шеќерот може во еден краткотраен период да го направи окото малку пократковидно. Обратно, една хипогликемија, значи кога нивото на шеќерот е пониско, може истото тоа око без разлика што неговата големина не се менува, нели, осовината видна не се менува, значи да даде всушност индиректно една транзиторна, една краткотрајна далековидост. Значи има многу промени во окото, зависно од варијациите на диабетот настануваат многу промени, значи во самото око. Кај секој диабетичар се случуваат промени на окото? Или може да се одбегне кај некого? Кај секој диабетичар кај кој што диабетот е нерегулиран, значи нивото на шеќер не е контролирано, доволно контролирано, не може никогаш идеална контрола да се постигне, меѓутоа особено е важно да ги нема тие големи варијации од една крајност во друга, од една хипергликемија во хипогликемија да навлегува пациентот, заради тоа што точно тогаш се јавуваат овие промени. Така. Тука повторно ќе направиме една кратка пауза да го погледнеме сведоштвото на пациентот од цистина офталмологија и секако и рекламите. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде ќе ги уклучиме двете телефонски линии и секако ќе можете да ни сконтактирајте, да поставите некое прашање поврзано со денешната тема. Долги години живеам со диабет и сфатив дека диабетот го штетува видот. И кога почнав да не го користам мобилниот кој што треба, ми се јавуваа црни флеки и навечер не можев да возам, сфатив дека треба нешто да преземам. Се одлучив да побарам помош од стручниот тим на цистина офталмологија. И навистина после направената интервенција на задниот сегмент од окото, која знаев дека е доста тешка и сложена, јас брзо се опоравува, почнувам да возам и да го користам мобилниот телефон и решен сум да направам интервенција и на другото око. Им благодарам од се срце на
тимот на Систина офталмологија за грижата, за негата и третманот, но пред се им благодарам за тоа што ми го вратија видот. Систина офталмологија. Гледајте подобро. Живејте подобро. Под палката на миленикот на македонската публика, маестро Емил Табаков од Бугарија, следува импресивниот концерт Фантастичен бутик со Македонската филхармонија. Со оркестарот ќе настапи Александра Књазев на виолончело од Русија, еден од најхаризматичните музичари на неговата генерација. Во негови раце ќе прозвучи концертот за виолончел и оркестар од Ками Сен-Санс, а од брилјантниот француски композитор оваа вечер ќе ја слушнеме и атрактивната поема Танц на мртвите. Концертот премиерно ќе го донесе изворедниот балет Фантастичен бутик на Росини и Респиги, кој несомнено ќе ги разбуди сите сетила. Не пропуштајте! Фантастичен бутик, 13 ноември, Дом на АРМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Диабет и очи е темата на која што разговараме денес во 24 од Сестрце со доктор Виолета Бучковска од Систина офталмологија. Како што споменав пред малку, од овој момент па до крајот на емисијата веќе се уклучени телефонските линии и секако можете да не контактирате на 02 60 91 924 и 02 60 91 925 да поставите секако некое прашање поврзано со денешната тема. Кажете ми, докторке, кога станува збор за диабетот, претпоставам дека се случува кај диабетичари, се извинам, да се појави очен притисок. Па како се контролира овој очен притисок кај диабетичарите? За жал, очниот притисок во одредена фаза кај диабетичната ретинопатија, кога таа е многу напредната и кога ја имаме таа пролиферативна форма, а тоа подразбира форма во која што се веќе настанати новоформирани крвни садови, кои што одат од задниот сегмент на окото, значи од задниот пол на окото, и пролиферираат, односно напредуваат кон предниот сегмент на окото и можат да дадат една многу тешка компликација на зголемен очен притисок кој што многу тешко може да се контролира. Тоа е така наречениот неоваскуларен глауком, самиот збор кажува, значи, глауком предизвикан од новоформирани крвни садови кои што повторно го блокираат иридокорнеалниот агол, аголот од каде што нормално истекува очната водичка, и понатаму тоа тешко се контролира со медикаментозна терапија, значи тука капки многу не можат да помогнат, и се смета како една од најтешките, оваа состојба една од најтешките компликации на диабетичната ретинопатија. Наредна потешка компликација, значи, од ова е диабетична болест на окото, кога почнуваат и останатите структури да се зафаќаат. Сега, значи, кај неоваскуларниот глауком, во поново време, постојат, значи, одредени промени во лекувањето со појавата на таа така наречена анти-ВГФ терапија, односно терапија која што влијае на супримирање, на уништување на овие патолошки крвни садови. Меѓутоа, повторно тоа зависи колку траела таа неоваскуларизација, колку долго траеле тие промени, со колкави димензии се тие крвни садови, така што и тука е многу важно третманот да се започне на време. Значи, не смее долго да се чека, не смее да се занемарува болката, појава на црвенило, на отеченост на окото. Значи, не смее да не се обрати пациентот кога има вакви проблеми на лекар, односно, најважно од се не смее да се доведе во ваква ситуација да дојде. Јасно, така. Ми се чини дека го имаме првиот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Сакам нешто да ја прашам до докторката. Дали исклучиво за очи се говори за шеќер или може општо нешто да ја питам за шеќер? Да ја прашам. Така, поврзано е со диабетот и очите. Јас, например,
случајно се отидов на контрола, чисто крвна слика да си земам, годишно еден пат. Јас не осеќав ништо. Кога ми земеа крв, они видеа дека јас имам во границата веќе на шеќер. И веќе ме преминеа на хапче, на капсула. И сега јас не осеќам ништо ни во очи и пред тоа не осеќав ништо. Ништо ни омалаксаност, ништо, тотално ништо. Как може сега тоа подбуку да работи? Нека ми објасни докторката. Да. Ви благодарам за јавувањето, имате пријатен ден. Да. Убаво е прашањето, асоцијативно е со очите во секој случај, затоа што ние многу често во секојдневната пракса се сретнуваме со вакви пациенти кои што велат јас немам никакви проблеми со очите, зошто да имам промени внатре. Значи, сите знаеме дека постои еден централен дел на окото, централен вид, со кој што ние гледаме кога читаме, пишуваме, и еден периферен вид, со кој што ја гледаме околината кога ние окото насочено во еден правец, со кој што помалку јасно гледаме отколку со централниот дел. Доколку промените, значи, се на таа периферија, да речам, на окото, тогаш нема да има проблеми пациентот, нема да ги забележи. За жал, многу често кај нас пациентите доаѓаат веќе кога ќе се наруши видот, кога ќе има грубо анатомско нарушување на точката за јасен вид, односно на централниот дел, или пак не мора, нека е зачуван видот, меѓутоа веќе на периферијата дошло до појава на тие новоформирани крвни садови кои што пред малку ги спомнав и за кои што кажав какви компликации понатаму предизвикуваат, и заради тоа по стандардите на Светската здравствена организација секој регистриран диабетичар треба барем еднаш, ако е на време регистриран. Сега кај нас е многу тоа релативно, бидејќи пациентите наши не се многу обрнуваат внимание на своето здравје. Ако е на време регистриран, значи веќе после првите 5 години се очекуваат промени во очите. Меѓутоа, еве, како што кажа пациентката, значи она не знаела претходно, бидејќи немала никакви проблеми. Јас веќе спомнав дека диабетот не дава некакви големи симптоми што ќе ви алармираат на почетокот, што ќе ве упатат на лекари да вие го проверите шеќерот. Значи, по стандардите на Светската здравствена организација и кај пациенти кои што се регистрирани диабетичари, без разлика дали имаат проблеми со видот или не, еднаш годишно обавезно мора да си направат преглед на офталмолог, на преглед на широка зеница. Значи, да се рашират зениците за да може убаво да се види очното дно, да се видат и минималните промени. Па потоа докторот ќе препорача дали треба некакви дополнителни диагностички методи да се, ако се постави дека има сомнеш некаков за некакви промени кои што не можат да се видат со тој преглед, значи дали треба некакви дополнителни диагностички испитувања во смисол на ОЦТ, сега постои флуоресцентна ангиографија и така натаму, или пак само ќе се закажува на редовни контроли за да не настане некаков пропуст. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете или добар ден? Добар ден, јас би сакала докторката да прашам. Повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Вака, ми кажа дека треба... Да, само намалете го тонот на телевизорот за да можеме подобро да се слушнеме. Дека треба да оперирам ова катаракта, меѓутоа било нешто специфично со моите очи и требало да чекам леќата, специфични леќи, не се обични леќи што ги има секојдневно за сите пациенти, него биле специфични. Во што може да биде спецификата на тие, ако може да ми каже докторката, и како така толку тешко се набавуваат. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Значи, видете, сите леки кои што се вградуваат во очите, прво постојат два типа на интраокуларни леки кои што се ставаат во очите, тоа се хидрофилните и хидрофобните леки. Хидрофобните леки се тие кои што не примаат вода и не може да дојде до нивно накнадно заматување во текот на животот. Добре. И најчесто во Македонија, јас колку што знам, се користат такви леки. Сега јас не знам каде е на господјата ова препорачано. Исто така, повеќето од леките се хепаринизирани на својата површина, за да не прават прираснување со шареницата, да може шареницата слободно да функционира.
Јас не знам каде е на пациентката препорачано, меѓутоа постои нешто друго што не мора да е врзано со дијабетот. Постојат рефрактивни леки. Значи, не знам како пациентката разговарала со докторот и во кој правец се договарале, како она да гледа после операцијата. Дали сака да гледа со очила на близина, без очила на далечина. Дали да користи монофокални леки, значи да има монофокални леки. Дали сака да гледа и на далечина и на близина без очила, значи тука не можам сега, не знам со кој доктор разговарал и како. Значи постојат некои варијации, не конкретно за луѓе кои што се со дијабет, значи не се тоа некакви посебни леки за пациентите со дијабет, меѓутоа нешто има веројатно во разговорот во некоја насока која што јас не можам да ја предвидам вака. Во сега случај. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало. Повелете. Ало, добро утро. Во програмата. Поздрав од студиото и докторката. Ми интересира, јас сум дијабетичар. Добро. Двете очи ми се травени од катаракта. Сега проблем, мислам како проблем, јас го осеќам наутро, ми се полни очите со солзи. Да. Некаде долка изучек така, од коче станам, ми се полни со солзи. Јас нешто не во ред, имам дијабетичар. Независен дијабетичар. На таблети. Па е прашувам докторката дали треба некои капки да капам или нешто, не знам понатака. Така, добро. Да ми објасни докторката. Добро, ви благодарам ви благодарам за јавувањето, имате пријатен ден. Јас веќе спомнав дека имаме промени во солзењето кај дијабетичарите и промени на предниот очен сегмент. Значи во секој случај треба пациентката да си направи преглед кај било кој може и кај матичниот офталмолог. Операцијата на катарактата значи е сосема независна од солзењето на очите, бидејќи леќата која што се става при операција на катарактата се наоѓа во природната капсула од природната леќа која што се наоѓа позади шареницата. Меѓутоа, ова е често опишано, спомнав заради тригеминалната невропатија, значи често се јавуваат овие солзења. Исто така можеби станува збори за некаква попреченост во проводноста на каналите солзни, така што во секој случај треба да се обрати на офталмолог и да се направи. Најчесто препорачуваме кај вакви луѓе препорачуваме користење на вештачки солзи, тие имаат едно фино лубрификантно дејство, значи го премачкуваат, го заштитуваат на еден начин предниот сегмент на окото, во секој случај треба офталмолошки преглед. Така. Да слушнеме, имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Добро утро. Ја бих хотела само да ја поздравим докторка Бучковска и да ја се захвалим. Јас сам исто имала проблема со очима, скоро нисам видела. Добро. Сега Марија на телефон, веројатно она знае која е. Да, точно знам. Марија да. И Давидовиќ. Да. И хоќу да кажем да е она најболја докторка коju до сега сам видела. Фала Богу. Израела. Да. Добро. Да. Ви благодариме за јавувањето. Исто така имајте пријатен ден. Кажете ми, докторке, ете кога станува збор за дијабетична ретинопатија, како може да се третира дијабетичната ретинопатија? Да и се заблагодарам на господја Марија, она е моја пациентка. Она е една од точно пациентите кои што се оперирани на нашата клиника. Значи, кај низ имаше појава на крварење во стаклестото тело, односно така наречен хемофталмус, пак ќе кажам последица на тие патолошки крвни садови кои што се формираат. Тие се како еден одбранбен механизам, организмот сам ги ствара во желба да надокнади она што нормалната циркулација не му носи на окото, меѓутоа за жал тие крвни садови немаат подеднакво квалитетен зид како нормалните крвни садови и пукаат спонтано при мала варијација на крвен притисок на шеќер, го полнат окото со крв, значи ја попречуваат провидноста на стаклестото тело, односно доведуваат до губење на видот. Сега, тука третманот е хирушки, значи се прави така наречена интервенција на витректомија
Доколку е провидна катарактата, значи се прави витректомија, доколку леќата е непровидна, лошо се изразив, катаракта подразбира заматена леќа, значи доколку е леќата провидна се прави само витректомија, ако е леќата заматена за да се овозможи гледање на задниот сегмент во текот на операцијата, се отстранува прво заматената леќа, се става вештачка леќа и се оди на задниот сегмент каде што со помош на витректом се чисти стакластото тело, односно се сече и аспирира истовремено низ една сонда и во зависност од тоа дали има други компликации во смисол на подигање на ретината, тоа е оној дел од окото каде што паѓа сликата, филмот од окото, се става силикон или се става газ кој што еден привремен период ќе го тампонира окото, проценката значи ја врши докторот во моментот. Ние многу често сакаме повеќе да го ставиме гасот, ако може, заради тоа што тој самиот се ресорбира од окото и не е потребна втора интервенција. Меѓутоа, некогаш, ако сметаме дека постои ризик, го ставаме силиконот, зашто тој прави подолга трајна така наречена тампонада, значи го држи во една стабилна состојба, ја држи ретината на окото. Во секој случај тоа се доста комплицирани операции, значи тешки операции, кои што повторно ефектот од операцијата и гледањето зависи пак од кондицијата на окото, од состојбата на точката за јасен вид, дали е макулата, значи точката за јасен вид здрава, дали е очниот нерв добар, витален, заради тоа што како што постои невропатија на останатите делови од телото. Значи, ние сите знаеме дека диабетичарите во напреднатата фаза тешко се движат, не ги чувствуваат нозете, значи исто таква невропатија може да се јави и на очниот нерв. Така што исходот, односно резултатите од операцијата се многу варијабилни и зависат од кондицијата и пак ќе кажам, многу е важно ако понавреме се обработи окото со ласер кога е потребно, се аплицира таа анти-ВГФ терапија, значи да се подготви дури и да дојде до ситуација да треба да се оперира, ако претходно имаме добра обработка, секогаш резултатите се подобри. Така. Ние сме скоро пред самиот крај на емисијата 24 од сестрица. Докторке, кој е вашиот совет до сите оние кои што не гледаат и кои што можеби имаат диабет, а се уште не се обратиле на очен лекар? Значи, советот се знае. Значи, мене многу ме радува што телевизиите сега многу се посветени на развој на здравствената култура на населението, вклучително со она што е и здрава исхрана, и здрав начин на живење, и тоа сега гледам дека е многу популарно и е многу добро што е така, кое што све влегува во една група на превентива. Значи, начинот на живење, режимот на живење и се разбира редовни контроли, особено веќе кога луѓето нели поминуваат во една повозрастна група, нели, кога годините доаѓаат, меѓутоа и пак ќе кажам, никој не е поштеден од било какви болести, за жал возрастните граници се спуштаат, да не се занемаруваат ни минимални симптоми кои што ќе ги почувствуваат луѓето. Така. Доктор Бучковска, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да сте дел од емисијата 24 од сестрата. Секогаш ми е задоволство да зборувам со вас. Секогаш така емисиите ги правиме во корис на гледачите, се разбира, така, за да малку да ги едуцираме и да се обратат на лекар доколку приметат некои од симптомите конкретно на денешната тема. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Вие, драги гледачи, секако останете со програмата на телевизија 24 вести. Точно во 10 часот следуваат најновите вести од Македонија и од светот. До гледање од мене.